Грчките земјоделци остануваат на патиштата и граничните премини откако не постигнаат договор за нивните барања со тамошната влада. Преминот Евзони на македонско-грчката граница останува целосно затворен за сообраќај, а не се исклучува можноста грчките земјоделци да ги интензивираат блокадите и кај Доран. Превозниците кои доаѓа од Грција сведочат на грчкиот премин имало километри колони за влез во Македонија. На земјоделците вчера имаше 2 сата, а денеска не видов, пошто штрајкот е негде кај Килкис, не е овде. А вчера затворија баш кога доаѓав, кај одно 2 сата. Треба да се реагираме, кој ги слуша. Ние страдаме, тие си терат нивна политика. Некои пропуштат, некои не. Уште пуштат, ама... Уште да, помалце, не све. Камионите ги стопирале све. Значи камиони има околу 10 километри колона. И колите 10 ги пуштат Ги пола сат. препорачувам да не идат више од таа страна, пошто... Земјоделците од Грција 2 недели протестираат барајќи намалување на даноците и придонесите за социјална заштита. Заради затворениот Евзони, македонската економија трпи штети, а се заканува и нафтена криза. Превозниците се гневни што македонските органи воопшто не реагираат до грчките власти. За разлика од вчера, граничниот премин до Рани денеска не беше блокиран од страна на грчките земјоделци. На македонската граница нема подолги задржувања за влез и излез од земјава, но на граничниот премин до Рани имало колони од тешки моторни возила за влез во Македонија. Ситуацијата на македонско-грчката граница ќе ја следи Европската комисија на Унијата, од која се очекува и официјална реакција до владата во Атина, бидејќи блокирани се гранични премини и кон Бугарија и Албанија.